ќе бидете ставени пред донесување на значајни одлуки. Универзумот ви помага, затоа не одложувајте. Дури ако се соочувате со дилеми за луѓето или насоката во својот живот, останете си смирени, без брзање, внимателно проценете ги сите за и против, донесете соодветна и конечна одлука. Ќе видите како вратите ќе почнете ви се отвораат. Се ќе ви стане совршено јасно. Едноставно завршете таа работа вишеднаш. Мора да преземете одговорност и да си ставите малку ред во работата. Имајте на ум дека треба да поставите пример за некои луѓе околу вас во ноември, а можно и подолготрајно во иднина. Да изградите авторитет, да им доделите некои потешки задачи. Не е ни чудо што ќе се соберат против вас, не се навикнати на напор. Така што нема да има толку многу време за забава и шетање. Мора да дадете приоритет на логиката наместо на емоцијата и на умот над срцето. Мора да се фокусирате на креирање на структура и стабилност, за да ги донесете во реалност сите ваши идеи и желби. Или барем поголемиот број од нив. Можно е да се занимавате и со активности поврзани со администрација, некои владини институции и услуги. Ова карта исто така може да означува некаков постар човек кој ќе ви даде добар и мудар совет. Послушајте го. А сега погледнете околу себе и сетете се. Постои една личност која буквално не знае што да прави и каде да го посвети своето време. Како да е замрзната во своето обкружување. Па иако се чини дека сите се откажале од неа, верувајте ми, таа личност и како има што да понуди на овој свет. Јавете и се, пишете и или отидете директно кај неа, ќе ми кажете фала за ова. Ние луѓето лесно ги забораваме другите, особено кога тие другите се некои фини, љубезни, исполнети со љубов и немаат баш обичај да викнат гласно или да побараат помош. Запомнете, секој има нешто добро да понуди на овој свет. Затоа и дошол овде.